Почитувани гледачи, добре дојдовте во новото издание на подкастот на Националното здружение за помош и поддршка на лицата со мултипла склероза. Јас, Ивана Јанковска, ќе бидам вашиот домаќин во подкастот, каде што ќе се одговорат многу прашања. Факторите на животниот стил, како што се пушењето, исхраната и вежбањето, влијаат на ризикот од добивање мултипла склероза, но исто така можат да влијаат и на тоа како болеста напредува. Покрај редовните контроли и вежбањето, здравата исхрана е значаен дел од зачувувањето на здравието за луѓето кои живеат со мултипла склероза. Тема на денешниот разговор е здравата исхрана при мултипла склероза, а наша гостинка е Цвета Динева, сертифициран нутриционист и автор на прирачникот за здрава исхрана при мултипла склероза. Сега би сакала првично да ми кажете на кој начин влијае самата исхрана при мултипла склерозата и дали може некако да дојде до облажување на самите симптоми на оваа болест. Точно така. Значи, кога се јаде храна секаква и никаква, а отсуство на овие три фактори што ги кажа. Возот, значи телото се закиселува. Се зголемува киселиот pH фактор. Нашата клетка е 80% база или алкална, 20% кисел pH. А што е базно она што јадеме? Што е нешто што е база кога го внесувам во мојот хран? Само свежото. А што свежо можеме ние да јадеме? Овош е зеленчук. И, нели, ркулци. Живи јајца можеме да пиеме, како ја што ги препорачувам, покасно ќе кажам. Јајцо од препелица или подполошка јапонска. Значи, ние го изместуваме pH факторот. Со секојдневно користење на процесуирана храна, ние правиме дисбаланс на pH фактор, кога го закиселуваме телото. Сите болести се тука, меѓу кои автоимуните, како што е мултипла склерозата. Од друга страна, таа храна процесуирана нема ензими, нема живот. Значи, термички обработена храна над 42 степени Целзиусови ја губи својата алкалност и ги губи ензимите истовремено. И ти кога земаш таква храна на дневно ниво, едноставно организмот се закиселува, не добива живот. Обратно, моите ензими со кои се раѓам, 5000 ензими при раѓање имаме во нашето тело, како одат годините, нивото на овој извор, ресурс на ензими, значи се намалува. За да јас си го држам мојот ресурс на високо ниво, треба ензими да внесувам. Нема ензими, нема алкалност, еве базата за заболување. И трет фактор, за МС најважен, еден од најважните, овие се страшно важни за сите. Исто така и ово што ќе го спомнам за сите важат, ама посебно има акцент кај МС. Дисбаланс меѓу омега-3 есенцијална масна киселина и омега-6 есенцијална масна киселина. Што значи тоа? Есенцијални масноти под дефолт подразбираат нешто што нашиот организам не може да ги создаде, ние мораме тоа да го конзумираме преку уста, од храната. Природна состојба на тие две есенцијални масни киселини во нашата клетка била некогаш, зборам пред милион години, 1:1. Меѓутоа се прифаќа дека 3:1 омега-6 према омега-3 се смета за една нормала. Меѓутоа начинов на кој се храниме, каде што е предозирано со процесуирана храна, дојде до момент да овој сооднос омега-6 према омега-3 не е веќе 3:1, туку е над 30:1. Предоминација на омега-6, а омега-6 кога е предоминантна, таа е воспалителна, делува како тригер воспалителен во нашето тело. Зошто дојде до предоминација на омега-6? Зошто не е 3:1? Затоа што храната која ја внесуваме на дневно ниво цело време омега-6. Омега-6, каде е таа омега-6? Пред се таа омега-6 ја нема, ја зимаме од храната преку месото, млечните производи. Зошто? Затоа што тоа говедо или овца или што и да е, овцата нели пасе. Сега ќе земеме условно кажано дека пасе и кравата, иако
веќе кравите не Така. пасат и така натаму. Земјата е осиромашена со омега-3. И ги храниме со пченка, која е полна со омега-6, преполна со омега-6. Сончогледот исто така има страшно многу омега-6 и стоката се храни највеќе со пченка и сојата која е преполна со омега-6 и ние сега преку месо, млечни производи, месни производи и директно сончогледовото масло што го користиме на дневно ниво и тоа рафинирано, тоа е преполно омега-6 и се нешто што се прави, нели, подготовка на храни, полуготови, готови, се е со сончогледово масло и палмино масло, каде што омега-6 е доминантна. И ние сакале или не, на дневно ниво цело време внесуваме омега-6. Каде се наоѓа омега-3? Се наоѓала многу во земјата. Сега е земјата исцрпена со омега-3. Од каде се изворите на омега-3? Рибата. Рибата морска пред се, она мрсната риба. Скушате на најпроста риба што не е ни товена ни ништо, најбогата е со таа омега-3. Лененото масло во однос на растителниот свет, односно ленот како зрно и лененото масло како концентрирана омега-3. Одлично, семките тиква исто така имаат омега-3, чија семето има омега-3, но колку од нас користат омега-3? И рибиното масло треба да биде секојдневие кај месото, ама затоа потоа ќе говориме. Значи, 3 фактори ги кажав кои што се основа за заболувања општо земено, автоимуни и дегенеративни, истото важи и за мултипла склероза, недостиг на омега-3 кај во клетката носи до оштетување на миелинската одливка, што е главниот фактор за добивање оштетена миелинска одливка на мозочни клетки. Фактор број 1 за појава на мултипла склероза. Ова се уствари фактори сите кои што служат за облажување на симптомите доколку се почитуваат и практикуваат правилно, како што можев јас да разберам. Види, треба темелна или се избегну, темелна промена на начинот на исхрана кај мултипла склероза. И до ден денес имам членови во диет клубот со таа диагноза. И сите чувствуваат подобрување, релапси им се намалуваат и така натаму, со почитување едноставно на природната храна, во која за жал има одредена категорија на природни храни се исклучува, барем некои 6 недели или 6 месеци уште подобро, за да се дојде до една убава рамнотежа, покрај исхраната се разбира физикална терапија, вежби, масажи, мултидисциплинарен пристап за медицински оддел. Тука не сум компетентна да спорувам, тоа си стои, нели? Се разбира, еден од главните фактори, но не може медицината, лековите да средат ни една состојба, ни мултипла, се дури предизвикувачот нон-стоп се внесува, како се внесува преку уста, преку дишење, нели, ние имаме во големите градови страшно загаден воздух. Значи, тие фактори, фактор сон, легнување на време, мелатонин мора да се лачи кај секој од нас, а тој се лачи од 21-22 часот навечер до утрински часови 3 до 4. А грото од младите легнуваат, еве зошто се јавува се повеќе сите заболувања ја менуваат старосната граница заради овие изместени нешта што се неприродни. Значи, мелатонин, ти како ќе продуцираш во својот мозок, дури мелатонин се создава и во нашите црева, да се разбереме. И невротрансмитерите, серотонин и ендорфини, од страна на добрите бактерии во цревата, покрај мозокот што ги синтетизира, истото се случува и во вториот мозок, односно дебелото црево. И значи, ти кога не легнуваш на време и кога легнуваш со телефон, со бела светлина пред тебе, А сите го правиме, предпоставувам. Мелатонинот е на многу ниско ниво и самите си ги предизвикуваме болестите. Не почитувајќи ги законитостите на природата. Биоритмот на телото го изместивме комплетно. Последици мора да има. Ќе трае ова со години за жал, затоа што пак ќе кажам, посебно во нашата држава чинам и можеби и кај нашите соседи, младите имаат ваков начин на живење.
Јас ќе кажам, во Словенија, кога бев пред неколку години, сме оделе почесто со сопругот, после 9 часот на улица не можеш да видиш ти ни стар, ни во млад. европските гради. Тие се по спа центри, по фитнес сали, а во работна недела дома се. Дома се едноставно, меѓутоа за викенд се испукуваат на планина, пред се одат многу планинари. Во паркови, планини, да, зеленило. во природа, едноставно во природа. Да. И мислам дека релативно добро се хранат во однос на тоа и тие што се во 21 век влезени. Сега можеме конкретно да збориме за исхраната богата, која што е со засилени масти, високо преработената храна, шекерите кои се едни од најголемите ризици кога станува збор особено за Сето тоа се закиселувачи на телото. Ние веќе напоменавме неколку пати, односно вие напоменавте, неколку пати што треба, а што не треба, ама сега јас би сакала конкретно да кажеме, што треба луѓето кои заболуваат од мултипла, кои што веќе живеат со мултипла склероза, да конзумираат, а што треба целосно да отфрлат? Па вака сега, јас морам да кажам како основа нешто за да на луѓето им е поприемчива информацијата. Не само да зборувам, а да не сватат луѓето. Так. Значи, ние внесуваме преку храната макроелементи, тоа се протеините или белковини, порано ги викавме, јаглен хидратите, мастите како основни 3 фактори. И сега има некој сооднос дава Светска здравствена организација, а јас одам по на логиката како во старо време, пред 50 години, има прилика во село да одам кај на татко ми селото Требениште Охридско, по 2 месеца како дете таму и информациите ги имам лично, од тогаш запамтено. Значи, и Светска здравствена организација дава некој сооднос дека јаглен хидратите треба да бидат доминантни, 70% во исхраната, и по 15% мастите и 15% протеините. И сега овие микроелементи се минералите, витамините, фитонутритиенти и така натаму. Што е тоа што е категорија на масноти? Кои се здрави, кои се нездрави? Многу едноставно. Може да кажем. Значи, нездрави масноти, пред се, за мултипла конкретно ќе зборувам, се млечните масти. Пак ќе кажам, научно докажано, од страна и на доктор Свенк, кој го испитувал моментот на мултипла склероза, 4 децении испитувал. И докажал дека ако се оди со вид на вегетаријанска исхрана, како тој што ја практикува кај своји испитаници, стотици и стотици луѓе, да не кажам илјадници, значи, ако посебно во почетокот се пати мултипла склероза, со соодветен начин на исхрана, каде што нема млечни масти, каде што нема ни воопшто масти од животинско потекло, 3 децении не вели, туку докажано, бидејќи тоа со децении истражување е вршено, нема никаква појава на релапси, воопшто нема рогови, велам јас, не си покажува болеста. Докажано. И кај доктор Желенек, кој што пак ќе нагласам, истражување врши исто така 2-3 децении за ред и самиот е со дијагноза МС. Значи, млечните масти кај сите протоколи се трнати на страна, односно и млечните протеини. Други масти кои што, да речеме, повеќето од овие еминентни имиња ги исклучуваат, тоа се мастите од месото што доаѓаат, значи мастите од животинско потекло, но тоа не значи дека растителните масти сите се во ред. Не. Како спомнав преска, омега-6 риби треба да се тргне настрана, не ни е потребна, што повеќе настрана, таа е сончогледовото масло, пченката содржи, сојата треба да се отстрани комплетно од исхраната и маслото, палминото масло исто така, но голема категорија на храни многу лоши, тоа се трансмастите, тоа се масти што човекот ги направил во лабораторија, а тоа е маргаринот, и тоа се препржените масла, кога пржиме, нели, на висока температура и било какво масло, освен гипутерот, тоа е друга категорија, значи, тогаш се добива трансмасти. А замисли ти колку круасани се продаваат,
колку се во тие кекси што се мекички. Не се само што се продаваат, маргарин. Така. И такви масти треба при мултипла склероза апсолутно да се исклучат, не да се намалат, да се исклучат. Што да се користи во секојдневие како маснотија кај мултипла склероза? Ладно цедено маслиново масло е фантастично нешто што си го користиме во салатите, при готвењето, на крај се додава. Не можеш во почеток ти да пржиш нешто, на крај се додава маслото. Гипутерот е идеален е гипутерот, тој е ги значи сила, тој е од ајурведска медицина заштитен знак. Што е тој путер, што е посебен? Тој е направен од путерот обичен, путер од кравјо млеко, но со термичка обработка се отстранува казеинот и лактозниот шеќер. И останува на чиста маснотија која што има рок на траење како медот. Неограничено, не го напаѓа ни еден паразит, а е презаситена маснотија која што влегува во склоп на здрава исхрана кај сите возрасти, за сите диагнози и така натаму. Која друга маснотија е здрава? Јас би рекла дека и чистата маст, свинска маст е здрава, овчата маст како таква е здрава, тие трпат термички преработки, а не ја менуваат молекулата. Значи, тоа е она што е прифатливо. И во однос на растителните масла, кои се здрави. Кажат дека и во употреба треба на дневно ниво да се има ладно цедено маслиново масло, ленено масло како такво, ладно цедено. Доктор Жилинек препорачува и по 4 супени лажици на ден да се конзумираат, а јас веќе сите овие 23 години денот им кажувам на моите членови без разлика дали имаат диагнози или не, една супена лажица ленено масло наутро да си практикуваат задолжително. Кој има други убави масноти? Сите јатки, сите семења, кога се сирови, бадем, млечник, орев, семки тиква, семките сончовлет, нели малку ги одбегнува, не значи сега тие нема да ги исклучиме, него туку овие семки тиква да бидат по-присутни. Сите значи јатки, сите семки во сирава форма даваат убави масноти и авокадото, да не го заборавам, неговото височество авокадо, кое навистина не расте кај нас, но јас вака велам, кога нештото може да ми биде лек, па ако нека е од увоз. Па ако е тоа како лек, па ќе го земам, едно авокадо чини 50-60 денари, ама тоа е количина која треба да се практикува за 2 до 3 дена. Па не е толку нешто страшно и не мора секој ден, од време на време. Зошто? Затоа што авокадото изобилува со мононезаситени масноти, исто како и ладно цеденото маслиново масло, а ладното цедено маслиново човекот го прави, а авокадото Господ ти го дава вака како готов производ. Како убаво сите работи ги кажуваат онака на човек и од кеф да му е да си ги конзумира буквално секој дневно. Така да треба да се слушаат нутриционисти повеќе. И тоа се тие здрави масноти кои треба да се практикуваат, а нездравите веќе ги кажат. Сигурно нешто имам пропуштено, но како и да е тоа. Морам да дадам ваква една мала дигресија. Значи, луѓето што живеат на север, горе, во нордиските земји, имаат највисок процент на заболени од мултипла склероза. Заради користење на нездрави масноти пред се, тоа се овие сега што ги споменав сите, значи кај нив сувомеснати, месо, млечни производи, сите тие масноти што се содржат во таа храна, тие што ја практикуваат, а свежо многу малку јадат. Сега веќе во последната деценија во Шведска почна малку повеќе внимание да се дава на свежиот зеленчук. Разбирам дека ми кажа луѓе што патуваат тамо почесто дека веќе во Шведска се присутни свежи салати задолжително, па дали било при некои саеми, конгреси ваму таму, важно го има што не било случај порано. Тие јадат и риба, не велам дека не јадат риба, внесуваат омега-3, но за жал им предоминантна им е ова другата маснотија што не е здрава, згора на тоа не ги грее сонце. Д-витаминот не може да се повлече многу од сонцето, значи во дефицит се со D3 витамин
И дефицит на D3 е една од причините за добивање на мултипла склероза. За разлика од нив, овие медитеранските држави, овие околу поблиску до екваторот, што се храната им изобилува највеќе со риба, и храната им изобилува со ладноцедено маслиново масло, со се она што е убава маснотија за секој од нас, секој, а посебно за оние што имаат оваа дијагноза. И затоа заболени од мултипла склероза околу екваторот скоро и да нема. Мислам, автоктони луѓе што живеат во тие простори, тамо нема. Значи, сепак, природата онаа што не штити. Јас велам, сонцето ни е заштитник, водата ни е заштитник. Апсолутно. Земјата ни е заштитник, ама ние ја загадивме земјата, за жал, ја осиромашивме со таа омега-3, која ни е исконски потребна. Но ништо не е пропаднато, ние се уште имаме убави, добри извори на таа омега-3. Ги замолувам сите што имаат оваа дијагноза да посветат внимание риба барем 3 пати во неделата да јадат, барем 3 пати во неделата, ама риба онаа што треба да се јаде и да се подготви на убав начин, на здрав начин. Ви благодарам, Цвета, што ја прифативте поканата да бидете гости во денешниот подкаст, каде што верувам дека успеавме да разјасниме многу дилеми, особено на луѓето кои што живеат секојдневно со оваа мултипла склероза, а вам, драги гледачи, ви благодарам што останавте до крај заедно со нас и до следно видување.